денеска тука ве повикавме за да зборуваме за неколку работи, конкретно за 3 работи. Значи првата работа е промоцијата на нашата анализа за состојбата со говорна омраза во Република Македонија. Втората работа за која што ќе ви ја представиме е формирањето на платформа против говорна омраза. И третата работа е се разбира очигледната конструкција позади мене, односно зидот на срамот на кој што е изложен говорна омраза. Најпрво да ви известам дека овие активности представуваат дел од борбата на Хелсиншкиот комитет против говорот на омраза, која што не почнува сега, туку само продолжува. И оваа година започнуваме нов проект борба против говор на омраза, поддржан од Националниот фонд за демократија. Овој проект опфаќа неколку активности кои што се насочени кон лобирање за превенција од говорот на омраза, како на национално така и на локално ниво. Исто така вклучува активности за покренување на свеста на граѓаните, меѓутоа и за будење на свесноста кај институциите за нивниот одговор кон спречувањето на говорот на омраза. Ова анализа која што ја држам во моите раце, имате примерот тука кои секако може да ги земете со вас, се заснова на претходната година на истражувањето на Хелсиншкиот комитет и формирањето на интернет платформата против говор на омраза, каде што сите граѓани можат да пријават говор на омраза таму каде што го лоцирале. И врз основа на тие статистики, исто заедно со прашалници кои што беа испратени до релевантните институции за борба со говорот на омраза, односно до јавните обвинителства, до судовите, до Министерствата за внатрешни работи, ја базиравме оваа анализа која што кажува многу, значи има навистина доста значителни информации кои што се вклучени во неја. Дел од заклучоците кои што оваа анализа ги содржи се тоа дека пред се постои ниска свесност кај граѓаните за тоа што всушност представува говор на омраза. За таа цел ние преземаме низа на активности за да ја покрениме свесноста кај граѓаните. Други од заклучоците се тоа дека јавното обвинителство има слаб одзив кон говорот на омраза кој е присутен во општеството, односно нечесто се осмелува да ги гони случаите оние кои што практикуваат говор на омраза. Заклучок исто така од анализата има дека слаба ни е законската рамка, односно законското дефинирање на говорот на омраза, а од тука и основата за негово гонење се доста слаби и немаат никакви последици. Затоа е многу тешко да се базираме на судската пракса како основа за гонење на говорот на омраза, па и за негова превенција понатаму. Заклучоците кои што се содржат во анализата понатаму ќе бидат споделени со сите јавни институции. Исто така имаме предвидено и одржување на отворени и затворени состаноци со одговорните лица, односно со јавни обвинители и со судии, со цел да им помогнеме заедно да ја градиме таа судска пракса на која понатаму ќе се заснова гонењето на говорот на омраза. Дел од заклучоците кои што се содржат во анализата, еве ќе ви набројам само неколку, е тоа дека најголем број на пријави за говор на омраза се по основ на етничка припадност, расна, верска припадност, по основ на јазик и на националност. Значи, овие беа најбројните случаи кои што на платформата говор на омраза беа пријавени од страна на граѓаните. Втората основа по која што има навистина голем број на говор на омраза представува пол, род или сексуална ориентација и родов идентитет. Значи, кога граѓаните, особено во јавноста, во медиумите, се користат со говор на омраза и по социјалните мрежи, најчесто го засноваат на овие основи. Најголема фреквенција на говорот на омраза од страна на Хелсиншкиот комитет е забележан за време на изборите, односно за предизборните периоди. И нели тоа е јасно е зошто е така. Исто така по основ на политичката припадност. Особено она што е најважно да се напомене, а што е заклучок во оваа анализа, е дека говорот на омраза води директно кон дела од омраза. Тоа е она што особено сакаме да го потенцираме и она кое што е најважно зошто мора да се спротивставиме на говорот на омраза, заради тоа што тој директно провоцира насилство од омраза и тие понатаму водат по се посериозни последици. Втората работа која што денес би сакале да ви ја презентираме е да најавиме дека Хелсиншкиот комитет поведе иницијатива за формирање на платформа против говор на омраза. Беше одржан иницијален состанок на неколку организации, меѓу кои Македонскиот институт за медиуми, Охридскиот институт, Пактис од Прилеп, Цивил МК, Метаморфозис.
и младинскиот образовен форум. Значи овие организации првично се состанаа за да ги постават основите на платформата против говор на омраза, која што е формирана со цел заеднички и координирано да се бориме за превенција на говорот на омраза и за негово спречување. Оваа платформа ќе биде хоризонтално поставена, односно сите нејзини членки ќе бидат еднакви и ќе имаат еднакво право на глас, со тоа што Хелсиншкиот комитет ја презема улогата на координатор од самиот старт, меѓутоа понатаму координацијата на платформата ќе биде по пат на ротација. Активностите на платформата ќе вклучуваат обезбедување на бесплатна правна помош на жртвите на говор на омраза, исто така ќе вклучуваат и јавно осудување на говорот на омраза кој што се практикува, без разлика дали тоа станува збор за политичари, за медиумски работници, за новинари и слично. Понатаму исто така платформата ќе превзема активности за едукација и за стручни анализи, односно да се покрени знаењето за присуството на говорот на омраза, како и за организирање на јавни настани и дебати. Исто така оно што е значајно, што би сакала да го напоменам во врска со платформата, е дека таа е отворена за приклучување, што значи дека секоја невладина организација, формално или неформално здружение или мрежа, како и индивидуални активисти или граѓани може да се приклучат кон платформата против говор на омраза за заеднички понатаму да ги планираме активностите. На крај, она што би сакала да го представам е очигледно конструкцијата позади мене, која што представува зид на срамот. Како што можете да забележите, на низ има изложено и индивидуални личности, односно новинари, кои редовно во јавноста промовираат и шират говор на омраза, заснован на неколку од основите кои што се предвидени за говорот на омраза. Најчестите се по или политичка припадност или сексуална ориентација, што значи дека е навистина значајно да помогнеме во подигнувањето на медиумските, на етичките принципи во новинарството и да го спречиме ширењето на говор на омраза понатаму. Исто така на зидот позади мене можете да видите конкретни примери од Facebook коментари, бидејќи социјалните мрежи представуваат еден од основните медиуми преку кои се шири говорот на омраза. И сами може да забележите дека е често застапен во коментарите на Facebook. За жал, таквите коментари нема како да се процесираат понатаму, никој не ги гони тие кои што го шират и промовираат говорот на омраза. На зидот исто така може да забележите конкретни дефиниции за тоа што се представува говор на омраза, што ни беше и основната цел да го изложиме тука на ова јавно место за сите граѓани да можат конкретно да препознаат кога станува збор за говор на омраза, кога таквиот говор е само дискриминаторен или провоцира, шири и понатаму омраза. Сега би сакала да не должам многу, би сакала да му дадам збор на Кочо Андоновски, кој што директор на ЛГБТ центарот, кој што представува жртва на говор на омраза, самиот тој, значи кој што неколку пати почувствувал како е да биде жртва на говор на омраза. Како жртва, лака. Добар ден на сите. Навистина е несекојдневна гледка последниве години за нас толку многу камери, толку многу медиуми на нашите настани, што е добар знак можеби. Јас исто не сакам да должам и ќе бидам краток, имам две поенти кои сакам да ги кажам. Можам да направам споредба пред 10 години, кога прв пат излегов како геј маж во Македонија, каква беше средината, какви беа реакциите и говорот на омраза, односно тогаш можам да кажам дека скоро и да немаше говор на омраза, секако дека имаше негативни реакции. Сето тоа, меѓутоа, говор на омраза во толкав обем немаше. За разлика од тогаш денес, за жал, наместо ние уште помалку да имаме, ние сме вратени назад од пред тие 10 години, кој знае колку назад, и сега имаме говорот на омраза не само што е станат секојдневие, говорот на омраза е веќе влезен во домовите, кај нас дома влезе, што е запрепастувачки за едно општество кое би требало да прогресира и да биде современо и да се отвара се повеќе. Таа разлика, тоа е втората поента, таа разлика како се случи. Разликата се случи со тоа што можеме да видиме што значи кога институциите имаат волја
да го сузбиваат, да се борат против говорот на омраза и како тој не е толку присутен во општеството и што значи кога институциите не само што не се борат против говорот на омраза, не само што не го санкционираат, туку највисоки представници на институциите го поттикнуваат и го практикуваат на секојдневна основа. Тоа е разлика која барем ние што ги паметиме и тие денови пред 10 години можеме многу живо да ја видиме и да ја споредиме. Втората поента ми е околу производите на говорот на омраза. Онај краен продукт кој уствари говорот на омраза и треба да го поттикне, за тоа и се практикува, тоа е насилството. Насилството од вербално стана физичко. Мислам дека ЛГБТ и заедницата на која јас припаѓам е класичен пример и можеби ќе се изучува во учебници еден ден како говорот на омраза произведува насилство. Ние можеме, ако ние имаме хронологија на тоа како се случуваше активната хомофобична кампања која оваа конзервативна врхушка ја практикува секојдневно и како ја развиваше и како тоа донесе до насилство. Од почетните изјави на највисоките представници на институциите, особено на оние кои се директно задолжени за отварање на општеството и инклузија, вклучување на сите во тоа општество како министер за труд и социјална политика и така натаму, тие употребува говор на омраза кој во првичниот ефект беше насилство кон организации и активисти. Значи, она што значеше политичко артикулирање на заедницата беше првиот таргет кој беше напаѓан. ЛГБТ и Центарот за поддршка доживеа 6 напади физички, беше демолиран, 2 пати беше нападнат и кога внатре имаше луѓе, при што беа загрозени и животи. Беа напаѓани индивидуални активисти за човекови права. За сето тоа да се спушти до најшироката популација, во целото општество и денес, дури како и говорот и насилството влезе и во домовите. Последнава година најчести пријавени случаи кои ние сме ги добиле се однесуваат на домашното насилство. Родители си тепаат деца заради одредена нивна идентификација. Значи влезено е веќе насилството и говорот на омраза дома. Пострашно тоа нема. И жалосно е што ние како невладини организации сме единствените кои мораме да работиме со ова. Државата, очигледно институциите, представниците во тие институции немаат намера, немаат волја да се борат со тоа. Немаме казнување, со што во суштина и се поттикнува уште повеќе. Јас не би должел, мислам дека овие се двете поинти кои сакав да ги истакнам и ви благодарам уште еднаш за присуството.